Првата детска амбасада во светот Медјаши е дел од проектот Промоција на безбедна училишна средина, во која е вклучено и основното училиште Магдалена Антова од Куманово. Проектот го поддржува Детската фондација Песталоци, а го спроведуваат 4 граѓански организации кои на различен начин и преку различни активности се обидуваат да придонесат во формирање на безбедна училишна средина. Во Куманово во рамките на проектот вчера беа организирани работилници со ученици и со родители, поддржани од стручната служба, на кои што беше разговарано на теми поврзани со насилството во разни форми и негово препознавање. Децата во најголем број случаи го препознаваат насилството, но она што им недостига е вниманието од родителите, односно бараат родителите да одвојат повеќе време за нив и да навлезат малку подлабоко во проблемите и во предизвиците со кои се соочуваат, вели Жарко Змијанац од првата детска амбасада Медјаши. Сакале да направиме една промена во училишната средина, каде што сите чинители на соодветен начин би партиципирале преку сопствената улога и заеднички да ја креираме таа средина која ќе биде поддржувачка за позитивните начини на комуникација, позитивните карактеристики со кои децата комуницираат, се изразуваат и презентација на позитивните вредности. Значи, ова е една од главните идеи на кампањата Следна станица. Тоа е кампања која ја спроведуваме веќе година дена, а инаку кампањата потекнува од самите деца и преку презентација на позитивните вредности се обидуваме да стигнеме до прифаќање на ваков тип на однесување, наместо афирмација на негативните карактеристики кои моментално во доста училишта се применуваат и се дава поддршка на таков тип на однесување, би сакале да дадеме повеќе акцент на позитивните вредности и прифаќање на ваков тип на однесување, каде што, да речеме, практикувањето на разбирање, поддршка, прифаќање ќе биде секојдневие. Нас ни е целта да го препознаеме насилството многу порано. Значи, самите ученици не само да ги научиме да ги практикуваат, нели, овие позитивни вредности за кои зборев, туку и да го препознаат во самиот почеток насилството и да бидат поддршка за тие што се жртви и да ги охрабрат, да комуницираат, да споделат со родители, со стручни служби, со наставници, во зависност од тоа со кого имаат изградено доверба, и од таа причина би кажал и стручните служби, и наставниците, и родителите да посветат доста време на ова, бидејќи едно од барањата беше на децата беше родителите да одвојат повеќе време за нив и да навлезат малку подлабоко во проблемите и во предизвиците со кои се соочуваат, да не биде тоа само комуникација од аспектот како помина денес, добре, во ред, окей, и толку, нели, бараат малку навлегување во различни теми и содржини и во однос на насилството се разбира, каде што и детето ќе се почувствува дека некој се грижи за него, дека во домашната средина е посакувано, дека е ценето, дека е почитувано и на тој начин ќе има една, да кажам, доверба која ќе се изгради меѓу родителите и децата и преку таа доверба детето ќе може во секој време да се обрати до својот родител. И така нема да треба да речеме да ставаме забрани и казни, туку детето кога ќе се почувствува дека треба да се обрати, ќе има и родител и другар и поддршка за предизвиците. Тезата која треба да биде појдовна точка на секој ученик, родител, наставник, доколку сакаме да промовираме позитивни вредности, е промената започнува од мене, вели психологот Силвана Стојковска од училиштето Магдалена Антова. Имавме една прекрасна, конструктивна двочасовна работа со ученици во кои ги нагласивме моќта во нив за пренесување на позитивно однесување и нагласување на позитивни нивни чекори од нивна страна. По-конкретно работилницата се викаше промена започнува од мене, така што тие 10 ученици наши, прекрасни ученици, вежбаат да бидат едукатори, значи од утре се амбасадори на нашето училиште и едукатори кои ќе имаат задача да ги научат учениците околу нив, барем 40-тина, како да бидеме како да реагираме правилно при насилство, како да му помогнеме на жртвата или на насилникот. Учениците беа, според мене, задоволни, уживаа во работата и
заедните чекори беа спремни да учествуваат со задоволство. Вториот дел се случи меѓу представници на родители од нашиот совет на родители, училишниот одбор и друг доброволци родители кои сакаат да учествуваат, за тоа да го нагласиме партнерскиот однос меѓу училиштето и родителите, да гласиме како и ние заедно, како тим, да си помогнеме нашите деца да се чувствуваат побезбедно в училиште, да го намалиме булингот што се случува и дома и овде, да го намалиме насилството, како и да ги интегрираме жртвите. Проектот Промоција на безбедна училишна средина започна да се имплементира минатата година, а ќе заврши во 2025-та.